Господине Бислимовски, добар ден и ви благодарам што сте денешен гости на програмата на Македонското радио Радио Скопје. Ви благодарам за поканата и секогаш ми представува особено задоволство кога гостувам на Македонското радио Радио Скопје. Разговорот ќе го започнеме со темата од последната ваша пресконференција за надоместокот за пристап до мрежа од 200 денари. Истакнавте дека ќе го нема во јануарските сметки за струјот, како граѓаните го добија во декемвриските и велите дека не станува збор за грешка, ниту екстра профит. Зашто станува збор? Значи, во Македонија, кога се отчитуваат броилата, има 4 отчитувачки групи. И тие групи се, првата група е во првите 7 дена од месецот се отчитува, втората е во следните 7, третата во и така до четвртата група. И сметките кои што ги добија граѓаните на почетокот на јануари, сега во текот на јануари, всушност се декемвриски сметки. Но во нив влегува и потрошувачка која што е во јануари, бидејќи така се поставени од 4 отчитувачки групи и тоа како процес во државата постои веќе 10 години. Од причини да нема незадоволство, дека некој им додал повеќе на граѓаните во тие декемвриски сметки кои што ги сметаат тие, и исто така да се изгради заемна доверба помеѓу потрошувачите и операторот на дистрибутивниот систем, кажавме дека во сметките кои што ќе се однесуваат на целосно на потрошувачка во јануари, а сигурно ќе има и мал дел од февруари, бидејќи така се групите, односно кога ќе биде јануарската сметка, бидејќи во декемвриската сметка имало 200 денари, во јануарската сметка да се трнат тие 200 денари, а понатака ќе се продолжат да се наплаќаат како што е планирано. Значи, во основа, воведувањето на надоместокот за пристап на мрежа, значи правилна и фер распределба на трошоците кои што ги има компанијата. Тоа значи дека некој кој што троши редовно електрична енергија, од воведувањето на овој надоместок за пристап кон мрежа ќе има бенефит, а тие кои што воопшто не трошат, апсолутно и тие треба да им помогнат на овие потрошувачи кои што редовно плаќаат. Знаеме дека има некои со 5 стана, сега во Скопје како што гледате и становите се 2.500-3.000 евра квадрат и се празни, и сметам за некои такви кои што плаќаат 2.500-3.000 евра квадрат, не е проблем да се платат 200 денари. Исто така и тамо каде што има некој викендица, бидејќи таа мрежа се одржува и во текот на годината, кога потрошувачите не се тамо, и сето тоа чини. Но досега го плаќаа само оние кои што редовно трошат електрична енергија, сега во тој дел ќе учествуваат сите домаќинства, односно сите потрошувачи, со цел да имаме правична распределба на фиксните трошоци кои што ги има електродистрибуција. Значи, никој не е оштетен, важи за сите потрошувачи во државата. И дополнително сакам да кажам, доколку не го воведавме ние надоместокот, цената за дистрибуција, со овој надоместок, цената за дистрибуција на овој тип на потрошувачи на ЛВ2 ни се намали за 23%. Сето ова ни овозможи првиот блок да го намалиме за 5,16%, ефтината тарифа да функционира и да остане речиси непроменета цената за ефтината тарифа и за вториот блок, а во третиот блок и во четвртиот блок имавме минимални зголемувања од 2,8% и 1,8%. Значи, се во ова е направено во интерес на потрошувачите. Јас слушам дека оваа мерка сега на регулаторната комисија за енергетика е на удар, но сакам јавно да кажам, доколку се укине оваа мерка, тогаш тоа ќе ни значи зголемување на ефтината тарифа од 25%. Ако некој си прави такви екскурзии на паметот и се обидува да објасни дека некој ќе земе повеќе или помалку, тоа ќе ги чини граѓаните многу. Ефтината тарифа ќе се зголеми за 25%, цената на првиот блок ќе се зголеми за 7-8%, а негде помеѓу 10 и 15% ќе се зголемат вториот, третиот и четвртиот блок. Да престанат да се шират шпекулации и да се шират невистини, бидејќи
Оваа придобивка е за сите. Доколку ја нема, ќе имаме сериозно зголемување на цената на електричната енергија. И тука сакам да ги расчистиме сите дилеми. Ние не ги даваме овие пари како екстра. Ние определуваме приход. Тој приход е, да речам, 100 парични единици. Во рамките на тие 100 парични единици се парите кои што ќе се добијат из овој надоместок. Никој нема да заработи ниту еден денар повеќе. Уште еднаш потенцирам да престанат невистините и лагите дека е екстра надоместок. Доколку не беше воведено ова, цената на ефтината тарифа ќе се зголеми за 25%. Ова е сериозна работа и јас нема да дозволам некој да си игра играчки со граѓаните и да ги лаже. Вистината е таа. Кој лаже, нека продолжи со тоа, но доколку се укине овој надоместок, тоа ќе значи енормно зголемување на цената на ефтината тарифа. Но високите сметки за струја се вечна тема и граѓаните имаат поплаки дека сепак новите сметки што ги добиле се дупло повисоки во однос на претходните, и тоа за месец декември, кога се уште цената не е зголемена на електрична енергија. Значи во јануари ние не ја зголемивме цената, имаме намалување на првиот блок од 5,16%, но она што сакам да го кажам е дека операторот на дистрибутивниот систем треба да ја затвори, бидејќи има промена на цена. За иста потрошувачка. Не, иста потрошувачка не може да биде. Затоа што имаме цена која што стапува од 1 јануари. Значи потрошувачката по чувството на граѓанинот може би била иста и сигурно била иста. Ја не се сомневам во тоа, но операторот на дистрибутивниот систем предпоставил одредена потрошувачка, бидејќи не може сите броила да ги прочита на 31 декември, и кај одреден број на домаќинства апсолутно е дека има проблем. Повеќе е предпоставена дека има потрошувачка, а цените се исти. Затоа ги повикувам сите домаќинства кои што не се задоволни од своите сметки да се жалат до регулаторната комисија. Се разбира, прво треба до универзалниот снабдувач, бидејќи тој како првостепена ние, или секогаш да искористат можноста за самоотчитување. Сами да се ја прочитаат состојбата на броило и таа состојба што ќе ја пријават кај Евана, таа состојба е обврзувачка Евана да ја примени. Што доколку не ја примени? Значи не може да не ја примени, тогаш ќе донесе регулаторна комисија за енергетика одлука со која што ќе му биде испоставена нова фактура на потрошувачот. Така да граѓаните да бидат мирни. Апсолутно знам дека има проблем, знам дека има домаќинства кои што сметале дека и сигурно имали иста потрошувачки, исти им биле навиките, и поради несоодветна предпоставена количина на електрична енергија, ставени им се поголема потрошувачка и таа поголема потрошувачка доведува до поголеми сметки за електрична енергија. Значи ги повикувам сите домаќинства кои што не се задоволни или да ги обжалат тие фактури за месец декември, тоа е вообичаено секогаш кога носиме одлуки за цена, го има овој проблем, или пак, бидејќи не може да се предвиди најточно потрошувачката, или пак да си ја кажат состојбата на своето броило. На ниту еден начин нема да бидат оштетени. Кога реално ќе се направи потрошувачката, целиот тој период ќе се сведе по блокови. Значи, ако едно броило сега очигледно е во декември не е отчитано, иако се прочита на крајот на јануари, и периодот на отчитување е 60 дена, тогаш првиот блок нема да биде 210 киловат часови, туку ќе биде 420 киловат часови. Исто така соодветно ќе се зголемат сите блокови, и тоа е направено за да ниту едно домаќинство не биде оштетено. И уште еднаш ги повикувам граѓаните да го користат моделот на самоотчитување. Тоа што ќе му го кажат на Евана, тоа е обврзувачко на Евана да го стави во сметката за електрична енергија како потрошувачка. Има ли кај вас поплаки? Најмногу за што се жалат граѓаните? Па сега во овој период, да, вообичаено кога носиме одлуки за цени, има поплаки за фактурите, се жалат граѓаните за зголемена сметка за електрична енергија, поради тоа што и потрошувачката им била зголемена, и во најголем број на случаеви овие ситуации ги решаваме така што ги прифаќаме жалбите на потрошувачите и потоа тие се добиваат нови фактури.
Значи, и се помалку и помалку ќе има жалби, поради тоа што во наредните 2 до 3 години сите броила во државата ќе бидат со можност за далечинско отчитување. Ќе нема, значи, отчитувачки групи, се ќе се чита од една канцеларија, ќе биде онлайн, некаде во моментов, такви се околу 100, помеѓу 180.000 и 200.000 домаќинства, но во наредните 2 до 3 години целокупната потрошувачка ќе може далечински да се отчитува и таа ќе се знае точно од 00:01 часот, првиот ден од месецот до последниот ден од месецот до За 23. За сите исто ќе биде исто. и ќе ги немаме понатака овие проблеми. Дел од граѓаните се жала дека покрај тоа што имаат, од дел од нив имаат изголемени сметки драстично, дека добиваат и двојни сметки за еден ист месец. Значи, доколку се направи отчитување, тогаш операторот е должен да го сведе тоа отчитување по бројот на денови кога е направено. Затоа, кај нив, кога се прави вистинскиот период, ако 60 дена бил помеѓу две отчитувања, тогаш првиот блок, бидејќи во првиот блок има 7 киловат часа потрошувачка, наместо со 30 дена да се множи со 60 дена, за да се добијат 420 киловат часови. Тоа се прави во интерес на потрошувачките, на домаќинствата, за да им се гарантираат блоковите, за да не може некој, ако се жалат потрошувачите, поради тоа што одреден дел од потрошувачката неправедно е префрлена во трет или во четврти блок, за да не се случува тоа, за некој да неправедно оди во третиот или во четвртиот блок, а внимавал, се прави пресметка реална, за да се знае дали отишол или не отишол потрошувачот. Значи, тоа се прави на барање на регулаторна се прави тоа во интерес на потрошувачите, за да не одат неправедно во третиот или во четвртиот блок. А која сметка да платат? Значи, таа што е коригираната, таа е најточна и таа треба да ја платат. И значи се пишува во самите сметки која сметка е обврзувачка за потрошувачите да си ја платат. Значи, тоа е направено на барање на регулаторна комисија за енергетика, за да домаќинствата не одат неправедно, дел од потрошувачката им оди во трет блок, а некаде дури и во четврт блок. Значи, тоа е наменски направено за да нема жалби и поплаки од овој тип. Граѓаните стравуваат дека двојно ќе се зголемат сметките за струја од 1 јуни, откако имаше најава од страна на владата дека ќе го забре субвенционирањето на струјата кон ЕСМ. Каква цена ќе плаќаме од 1 јуни? Меѓутоа, факт е дека сега од 91,5 субвенционирањето е намалено на 84%, што е разлика негде од 7,5%, и за тој процент дали се зголемени сметките? Дали е вкалкулирано во новите фактури? Значи, не знае регулаторна комисија за енергетика колкава е субвенцијата, бидејќи ние не определуваме цената не само, тоа го знаат во рамките на владата, но она што можам да го кажам е дека какви да била субвенцијата за овие следни 6 месеца, тоа е вкалкулирано во цените и очигледно е дека немавме зголемување на цената. Поради тоа што првиот блок го намаливме за 5,16%, а дозволивме и воведување на ефтина тарифа во текот на денот од 13 до 15 часот. Значи, како се намалува енергетската криза и веќе има одредена нормализација на цените на берзите ширум Европа, тогаш само по себе математички субвенциите ќе се намалуваат, бидејќи порано се пресметувало, ние даваме, државата дава цена, колку беше сега е 57-58 евра, и таа цена ја споредуваа со цена 300 евра за мегават час на берзите, но повеќе не е 300 евра за мегават час, туку е далеку пониска, негде е 100 евра, 110, 120, во зависност од кој период од годината. Така да, и во моментов, какви да била субвенцијата, не ја знам точно, бидејќи не ги знаеме ни бројките за ЕСМ ние, факт е дека со таа субвенција цената на електричната енергија во првиот блок се намали за 5,16%, а се воведе ефтината тарифа. Така да, намалувањето, ако се намалуваат субвенциите екстремно и се залепи ЕСМ да продава по пазарна цена, и тоа ќе биде за доброто на ЕСМ, би имало зголемување, но ја не верувам дека некој размислува ЕСМ одеднаш да продава по пазарна цена и за
домаќинствата, така да видиме како ќе се одвиваат ситуациите во наредниот период. И претходно ние имавме ковид криза, имавме енергетска криза и во целиот овој период, речиси 4 години, ниту еднаш не зголемивме, не дозволивме да има драстично зголемување на цената на електричната енергија. Да, имаше периоди кога зголемувавме, ја укинавме ефтината тарифа, но ветивме дека кога ќе се создадат условите ќе ја вратиме. И ефтината тарифа ние ја вративме. Доколку ги анализирате земјите од регионот, во ниту една земја во регионот нема ефтина тарифа, единствено постои во делот на Босна и Херцеговина, не во Република Српска, туку во Федерацијата Босна и Херцеговина. Значи, само тамо постои ефтина тарифа. Нема ни во Србија, нема ни во Косово, нема ни во Албанија, ни во Бугарија, никаде нема, ни Хрватска, ни Словенија, нигде нема ефтина тарифа. Тоа го има како бенефит воведено во Македонија. Меѓутоа Евростарт па таа статистика пресмета дека плаќаме најскапа струја во регионот. Значи единствено плаќаме поскапа цена на електрична енергија. Само во тој податок интересно е, има една желба сега во Македонија, а најверојатно и пред изборија, да се објавуваат стари податоци. И тие податоци се однесуваат за првата половина на 2023. Од тогаш во Србија за 24% се зголеми цената на електричната енергија, имаше зголемување и во Црна Гора, имаше зголемување и во Косово, имаше одредено зголемување и во Албанија. Но тогаш во тој период, да, такви биле цените, имајќи во предвид дека Македонија е увозно зависна земја, особено во тој период. Но треба да се знае дека субвенциите кои што се даваат во Албанија, кои што се дава и во Косово, исто така беа екстремно високи. Така да на крајот на денот, кога ќе заврши оваа криза, ние ќе ги видиме цените колку се во регионот. Битики го повика ЕВН да направи корекција на сметките во делот на субвенциите, а вие ги повикавте да го коригираат на доместокот пристап до мрежа. Каква е вашата соработка со ЕВН со оглед на тоа што во јавноста ја губи довербата ЕВН и вела дека кон ЕВН вие имате слабост? Сега ако сме го натерале ЕВН во јануари да не наплати 200 денари, ако не ЕВН во цело овој период за да одржиме ценовна стабилност преку фактори на корекција му должиме околу 60 на милиони евра, значи тоа се пари кои што ги заработила компанијата, ние не сме дозволиле да ги земе. Тогаш не знам зашто станува како на ЕВН нешто му се помага. Трошокот за приклучок што бил 500 евра, додека станам јас председател, сега е 370 евра. Трошокот некој ако бил исклучен, и ако коштал 1700 денари, сега е 400 денари. Значи во овој период сме намалиле екстремно намалување на тие давачки кои што ги има ЕВН. Сега кој кого сака, ќе кажат другите, јас немам никаков проблем, најодговорно тврдам дека работиме согласно процедури и она што сакам да го кажам за сметките за јануари, апсолутно дека во јануарските сметки ќе се промени и треба да стои новата субвенција која што е од државата. Но тоа треба да се однесува за периодот јануари, само во 2024 кога важат новите цени за електрична енергија. Следи нов 5-годишен договор за универзален снабдувач кој ќе го снабдува домаќинството со електрична енергија. Досега тоа беше ЕВН Хом. Што ќе има ново, што ќе значи новиот избор за потрошувачите? Ваши очекувања и докаде е изборот? Значи, тендерот го распиша владата и за тој тендер е формирана и комисија во која што членувам и јас и стриктно ни беше наведено дека додека трае тендерската постапка, додека не се заврши, немаме право да кажуваме ништо во јавноста. Тие факти што ги кажавте податоци, што беа јавно објавени, се точни. Ја верувам дека во наредните 10 до 15 дена. Рокот е мислам до крајот на јануари. Не, рокот не е до крајот на јануари. Комисијата својата работа треба да ја заврши 6 месеци од кога е објавен конкурсот, односно владата од која започнала постапка, тоа е некаде во октомври, така да има рок комисијата некаде до крајот, почетокот на април. Така да тој аспект нема потреба да се прават притисоци, апсолутно
се прави се во најкратки рокови, комисијата кога ќе ги согледа и ги анализира доставените документи. Од кога ќе процени, кога ќе заврши со таа анализа, понатака ќе има електронска аукција и таа електронска аукција ќе започне од најниската понуда, таа е 11,4%. До сега маржата беше 11,5% и веќе е јасно дека маржата сега ќе ни се намали. И тоа е одлична работа. Тоа ќе има понатака влијание добро и на цената на електричната енергија. Значи, тие концепти, тој пристап сега што е направен, јасно е веќе од сега, без одржување на аукцијата, дека ќе имаме намалување на маржата која што изнесува во овој момент 11,5%. За да немаме војни на ценовни шокови со струјата, според енергетските аналитичари, решението е да се градат државни капацитети со домашни пари и да се замени јагленот со газ во ЕСМ, да се запрат политичките интереси во енергетските компании. Значи, ние во Македонија, во изминатите 30 години, нешто што успеала да го направи државната компанија, ЕСМ, е една хидроелектрана Козјак од 86 мегавати, 80 на мегавати, Света Петка 36 мегавати, ветерна електрана 36-7 мегавати и еден фотоволтаик 10 на мегавати. Наспроти од другата страна ги имаме македонски домашни инвеститори кои што инвестираа само за 2 години речиси 600 мегавати од нови обновливи извори на енергија. Значи, ние се уште зборуваме останати во социјализмот дека државата ќе прави. Прво треба тоа државата да каже дали има пари да прави. Второ, државата сега кога глади не може да прави државата, туку треба го прави компанијата која што е задолжена за тоа е ЕСМ. ЕСМ, факт е дека државата не може сама од буџетот да го isfinansира цел проект, пошто не постои тоа, нема толку пари. Па јавно-приватно партнерство форма некој? Па може да се зборува за јавно-приватно партнерство и тоа е добра работа, но треба да се знае дека и државата треба да распише тендер. На тендерот ние немаме гаранција дека ќе се јават исклучително македонски компании, туку може да се јават и странски компании. Така да треба да размислуваме во проектите кои што следуваат енергетски, а јасно е дека следуваат, и да си кажеме јасно и отворено дека државата нема пари сите да ги isfinansира. Значи нема шанси да обезбеди државата 6-7 милиарди евра и тоа да го направи у рокот 4 до 5 години, затоа што на нас сега ни треба чебрен, сега ни треба инвестиции во батериски системи, сега ни треба во наред, кога зборам сега, зборам за периодот 5 до 7 години, сега ни треба нови гасни електрани, бидејќи јагленот во Битола е при крај, има и треба да се искористи, но квалитетот е многу послаб. И поради тоа државата ЕСМ е принуден да увезува јаглен. Но тој јаглен е со понизок квалитет и сето тоа доведува да цената на поранешно ЕЛЕМ, сегашно ЕСМ, во термоелектраните е исклучително висок. И тоа прави загуби на компанијата. Значи, вие не може да очекувате од компанија која што работи со загуби да влезе во такви инвестиции. И јас тврдам дека секогаш приватниот партнер води многу повеќе сметка отколку што води една државна компанија. Особено во нашиот регион. Овие проекти ние мора да ги направиме, да видиме дали ќе ги прејавиме преку јавни приватни партнерства, како што кажавте вие, да видиме дали ќе се прават исклучиво од државата, но за тоа прво треба да кажеме дали можеме до толку пари да се задолжиме и треба да се најде соодветен начин кој што ќе ни обезбеди енергија на подолг рок, а исто така трошоците на изградбата да не ни се зголемат и да имаме висока производна цена на електрична енергија од ново изградените производни капацитети. Факт е дека нашиот македонскиот приватен сектор само за 2 години изгради 600 мегавати нови обновливи извори кои што се приклучени на мрежа
и кои што произведуваат електрична енергија. Јас сум сигурен дека од 2023 процентот на електрична енергија од фотоволтаици и од ветерни електрани и од обновливи извори вкупно постојано ќе биде во раст. Гледам дека некој сака да го негира, тоа па ќе најде некој месец некарактеристично за фотоволтаици, како што е ноември, и да има повторно фами да се дигаат, невистини да се пласираат, но близко е, завршена е годината, ние ги собираме податоците некаде во текот на март, ќе го објавиме нашиот извештај и ќе се види дека вистината е таква што ќе имаме историско производство на електрична енергија, највисоко од фотоволтаици, далеку повисоко од сите претходни години, ќе имаме најголемо производство од обновливи извори и сето тоа, кој ќе го споредат со едни други години, ќе биде за некаде од 1000 пати повеќе. Регулаторната комисија за енергетика воведе 4 така наречени тарифни блокови, а колку домаќинствата ќе платат струја зависи од тоа колку од неа ќе потрошат во текот на 30 дена. Првиот блок е до 210 киловат-часови скапа струја. Од 210 до 630 е втората тарифа. Третата е од 630 до 1050, а четвртата, која е најскапа, е над 1050 киловат-часови скапа струја. Граѓаните бараат да се прошират тарифите. Значи, кога ќе ги анализирате блоковите, кои што се блокови има во Србија и се воведе во Косово. Никој не воведе блокови со ваков распон. Ние ги анализираме блоковите и една од основните причини за воведување на блоковите беше да ни се намали потрошувачката на електрична енергија, особено во време на енергетска криза. Веќе со последниве случувања на пазарот на електрична енергија, најчесто, во најголем дел случаеви, во четвртиот блок влегуваат потрошувачи кои што користат електрична енергија за грејење и при тоа користат, да речеме, длабоко кои што навлегуваат во четвртиот блок, користат котлиња на струја и имаат систем на парно дома. Значи, веќе доаѓа време кога што може, особено тие кои што се побогати, да се направат споредба што би значило доколку излезат на слободниот пазар на електрична енергија. Цената на слободниот пазар на електрична енергија се намалува. Исто така имаме сериозен пораст на поставување на фотоволтаици на крововите на домаќинствата. Некаде за 1000 пати ни е зголемен бројот на домаќинства во 2023 кои што поставиле фотоволтаици. Значи, во најголем дел ќе бидат тие кои што влегуваат во третиот и во четвртиот блок и сето тоа ќе ни доведува во ситуација да ЕСАМА како компанија нема обврска да снабдува поголем број на домаќинства, бидејќи дел ќе одат на слободен пазар, дел поставиле фотоволтаици, и на ЕСАМА ќе му се овозможи простор да биде многу поактивен на слободниот пазар на електрична енергија, што ќе му донесе дополнителен профит. Така да почекаме, да видиме, имаме позитивни трендови во однос на цената на електричната енергија и природниот газ на европските берзи и ќе видиме сето тоа како ќе се одрази во нашата држава. Колку е просечна потрошувачка на едно просечно домаќинство во Македонија? Во кои блокови најмногу зафаќа? Едно просечно домаќинство вкупно троши 400 киловат-часови. Значи, потрошувачката во скапа тарифа му е во првиот блок и малку влегува во вториот блок, но тоа е просек, значи тоа За просек збориме, да. Кај што имаме во просекот се зема. Значи штедливи сме. Штедливи сме и воведувањето на блоковите тоа ни беше целта да почнеме да штедиме, бидејќи енергетски ресурси ние се увезуваме. Освен електрична енергија, и тоа сега го намаливме увозот, увезуваме природен газ, увезуваме нафта и заради фотоволтаиците оваа година увозот го дупло го намаливме, ако сме увезувале 40%, оваа година увезуваме помалку од околу 19%. Така да новата енергетска независност на Македонија ќе биде македонското сонце. Така. Колку се загубите во мрежата на ЕВА на дистрибуција?
Како се покриваат? Дали тука има подобрување во однос на претходните години и очекувате ли конечно да се намалат трошоците или пак уште повеќе да се зголемат? Значи, апсолутно, кога е приватизирана дистрибутивната мрежа, загубите бе околу 27%, сега се некаде околу 13,7%. Реални се тие загуби, но Регулаторната комисија за енергетика тие загуби не ги признава. Уште повеќе ги намалува и сега определивме нов план за намалување на загубите и тамо во наредните 3 години бараме секоја година загубите на електрична енергија да се намалуваат. Доколку Ева на тоа не успее да го направи, тоа ќе се оди на негов трошок. Така да и тука и таа една невистина и претходно што се шири, дека некој никој за никого не плаќа. Ние му поставуваме таргет на Евана, кој што реално не може да го оствари, и разликата од реално оствареното до нашиот таргет си оди на грбот на самата компанија, не оди на потрошувачите. И кога формираме цена за универзалниот снабдувач, ние бараме од Евана Хоум да има 100% наплата. Ако не ги наплати, тоа се оди на негов грб, не оди на грбот на тие редовно што плаќаат. Кражби на струја. Како стојат тука работите? Има ли конкретни бројки, вредности? Народот вели дека редовните потрошувачи натаму плаќаат за оние кои што крадат и никој ништо не може. Никогаш не плаќале. Регулаторната комисија постои од 2004, пред мене биле и други председатели, имало и други членови, но концептот секогаш не бил ист. Ева на снабдувачот, универзалниот снабдувач, тоа е Евана и компании кои што произлегуваат од Евана со различни имиња, е обврзан при определувањето на цените да наплати 100%. Тоа што не го наплаќа, тоа се оди на негов трошок, не оди на ниту Регулаторната комисија за енергетика не признавала некои трошоци кои што е заради некој што не плати. Значи, си имаме оваков концепт и тој функционира. Никогаш, ни пред 20 години, ни сега, никогаш не се дозволило некој да плаќа за некој што не платил. Значи, тој што не платил си е проблем на снабдувачот. Меѓутоа, кражбите постојат. Имате ли статистика некој? Значи, ние таа статистика немаме, тоја има актуелно беше операторот на дистрибутивниот систем, она што побаравме ние како податоци во неколку критични подрачја во државата, каде што имаше организирана интервенција од државните институции. Еве конкретно во Рачиново, загубите ако биле претходно 70%, сега се сведени на околу 12-13% и во степенот на наплата, сега Рачиново е во првите 5 општини во државата. Значи, проблемот е надминат и е решен. Со оглед на глобалните политички и економски тензии, какви се вашите очекувања за цената на енергенсите во иднина? Значи, тука зборам и за парното, и за струјата. Видете, ние, значи, газ увезуваме, нафта увезуваме, но и влијанието на струјата, на тоа што се случува во Европа на берзите, се пресликува и во државата. Значи, влезени сме во едно тотално нестабилен период, како што гледате, се случуваат воени действија на Блискиот Исток. На Блискиот Исток, чим се објави веста дека има починато убиени се тројца американски војници, следниот ден цената на суровата нафта се зголеми за 4%. Значи, веднаш беше моментална таа реакција. Така да многу е тешко да се предвиди. Факт е дека со овие напади што се случуваат во Црвеното море, голем број на компании кои што пренесуваат нафта, кои што пренесуваат течен природен газ, користат нови рути, кои што значително им ги зголемуваат трошоците. Сега за сега цената на нафтата и цената на природниот газ на берзите, а со тоа и цената на електричната енергија е стабилна и да очекуваме дека таква ќе остане. Но никогаш не може да се предвиди, затоа што живееме во едни сериозно турбулентни времиња, а особено на удар се цените на енергијата и на енергенсите.
Нафтовод Скопје Солун, гасоводот на македонската страна со Грција, како стоиме тука? Регулаторната комисија за енергетика, обврската која што имаше за поново продуктов водот ја заврши, издадена е лиценца. Понатака во наредниот период Министерството за економија треба да донесе правила за работа на продуктов водот, така да очекувам во скоро време дека ќе почне преку продуктов водот да се пренесуваат пред се, ја очекувам тоа да биде апсолутно дизел, не може друго да се, бидејќи тој има најголема потрошувачка во државата, што ќе влие на намалување на транспортните трошоци. Во однос на гасоводот, во Номагас се распишани тендерите за изградба на нова врска интерконективна со Грција и очекувам дека таа брзо ќе се реализира, бидејќи ќе се гради и по траса каде што е нафтоводот, односно продуктоводот, и тоа на земјиште кое што веќе е урбанизирано, така да брзо ќе оди изградбата. Инаку од аспект на градба, секаде гасоводите се градат релативно брзо, така да и тоа ќе биде уште една добра работа, затоа што ќе имаме диверсификација на снабдувањето со природен газ. Нема да доаѓа само руски природен газ, сега ќе доаѓа и азербејџански природен газ, исто така ќе доаѓа и природен газ од LNG терминалите кои што се направија во Грција. Господине Бислимовски, јас ви благодарам што бевте гости на Македонското радио, Радио Скопје, и се надевам дека на нашите слушатели им објаснивме што се случува со цената на струјата. Ви благодарам за поканата. Ние сме секогаш отворени и во понатака секогаш ќе ги споделуваме информациите кои што ги имам.